Ова е локацијата која со месеци е предмет на јавен интерес, посебно кај жителите на Газибаба. Токму ова неизградено земјиште се разгледува како место за евентуална изградба на постројка за обработка на неопасен отпад. Локалните власти сметаат дека објект со таква намена е потребен. Екологистите алармираат дека тоа би требало да се гради далеку од населените места. Мештаните стравуваат за здравјето. Изградбата на постројката за термичка и физичко-хемиска обработка на неопасен отпад се планира на површината зад мене. Се работи за 3 градежни парцели со вкупна површина од над 20 хектари. Местото се наоѓа зад фабричкиот комплекс на железарница, но единствениот начин да се стигне до него е преку Скопската обиколница покрај Смилковското езеро, а потоа преку локален пат претворен во депонија се вози уште 10 минути. Дотаму не однесе граѓанскиот активист и советник во општина Газибаба Дејан Димитровски. Постојано го контактирале жителите од најблиските населени места Смилковци, Булачани, Црешево и од Стајковци, загрижени од најавите за изградба на постројка за обработка на отпад. Газибаба е една од најиндустријските општини во градот Скопје и реално сите граѓани очекуваат да оваа општина зазеленува. Јас само го пренесувам барањето на сите граѓани. Не сакаат отпад. Буквално колку и да е тој нормално заштитен, да е контролиран, и во тој дел би напоменал и многу пати го кажувам како активиста. Ние се уште не веруваме на институциите. Институциите сметаат дека таков објект е потребен, а тоа го нотира и стратегиската проценка на влијанието, што постројката би го имала врз животната средина нарачана од општината. Изборот за локацијата бил резултат на анализи, а прецена фактот дека просторот е во близина на објекти од тешка индустрија, па прашината од нивните печки ќе нема потреба да се транспортира или депонира, туку ќе се преработува на соседната локација. Постројката би имала можност да се приклучи на електроенергетскиот и на гасоводниот систем. Во близина на локацијата и сега постојат неколку бунари со вода, а во стратегијата е наведено дека за технолошкиот процес ќе се користи вода од бунарите. Градоначалникот на Газибаба вели дека за се што се размислува ќе има консултации со експерти и со државните власти, но е дециден дека мора да се најде решение за отпадот во општината. Ние само направивме студија и отворивме јавна расправа за неа. Никаков заклучок не сме донеле, но мора да се размислува како државата да се справува со тој отпад, кој е генериран од сите субјекти кои стопанисуваат во железара и стои на отворено. Ние сами како општина не можеме да донесеме одлука. Ние го детектиравме проблемот и сме во комуникација со Министерството за животна средина и со владата за да се најде решение, рече Борче Георгиевски во изјава за ИКС. Експертот за животна средина Филип Иванов разговарал со Георгиевски. Ја видел студијата која ја нарачале од општината и својот став дека изградбата на ваква постројка за преработка на цинкова прашина ќе представува ризик за целиот град, му го пренесол на градоначалникот на Газибаба. Покрај тоа што таму се содржи цинк во одреден процент, во голем процент, исто така во таа прашина се наоѓаат загадувачки материи кои што нормално се резултат на филтрирањето на гасовите. И затоа и во Европската листа на отпади, и во нашата листа на отпади, цинковата прашина е означена со звездичка, тоа значи дека представува опасен отпад. Значи, зборуваме за постројка за преработка на опасен отпад. Од град Скопје вела дека дале негативно мислење за урбанистичкиот план, во кој се предвидува и проблематичната постројка. Нашиот став е дека на Скопје веќе не му е потребна тешка индустрија. Град Скопје нема да дозволи изградба на објекти за тешка индустрија во градот и сите такви урбанистички планови кои во иднина претендираат да бидат донесени од скопските општини, ние нема да ги прифатиме, велат од кабинетот на скопскиот градоначалник Петре Шилегов за ИКС. Но неговиот колега од Газибаба е изненаден и зачуден како е можно градот да дал негативно мислење кога никој тоа од нив не го ни побарал. Град Скопје не е надлежен да дава мислење за стратегија. Ние немавме ни зошто да побараме мислење. Тие велат дека нема да дозволат нешто што всушност и ние нема да го дозволиме, реплицира на изјавата од град Скопје градоначалникот на Газибаба Георгиевски. Со оглед дека дилемата дали ќе се гради или не се уште не е расчистена, невладините организации и граѓаните до општината ги испратија забелешките, откако на јавната расправа имаа можност да ја видат нацрт стратегијата за изградба на постројката.
ставот на активистите и на експертите е конзистентен и тие и натаму ќе инсистираат на правото на чист воздух, посочувајќи дека вакви постројки во земјите од Европа се градат надвор од населените места, а не во подрачја со густа популација, каква што е Газибаба.